Вкупната сума на фондот е отприлike 40 до 50 милиона досега издадени за иновации и технолошки развој. Да, во овие 5 години фондот има инвестирано 75 милиони евра во проекти, од кои што 46 милиони се на фондот за иновации, а остатокот се на корисниците, односно бидејќи се работи за кофинансирани грантови, фондот финансира дел финансираат корисниците кои што нели имаат иновативни технолошки решенија кои што сакаат да ги имплементираат во своите компании. Петров, овој оглас за какви проекти е? Дали е тоа досегашниот стереотип на иновации или можеби и на некакви други технолошки линии? Да, значи се работи за повик за кофинансирани грантови за технолошки развој, за забрзан економски раст. Ова на еден начин е екстензија на повикот кој што се случи минатиот април кога започнуваше COVID-19 кризата, со тоа што вредноста на тој повик беше 3 милиони евра, вредноста на тој повик е 6 милиони евра, исто така зголемена е сумата за кофинансирање. За микрокомпании кофинансирањето е до 70% од вредноста на проектот, но не повеќе од 2,5 милиони денари. За мали е исто така до 70%, но не повеќе од 5 милиони денари, и за средни е до 60% кофинансирање, но не повеќе од 10 милиони денари. Целта на овој повик за кофинансирани грантови е да им помогнеме на компаниите да се адаптираат на една нова економија. Факт е дека дигитализацијата, технолошкиот развој е клучен за развој на компаниите во пост-ковид економијата, така да ова е еден наш придонес за адаптирање на компаниите, за внесување на нови трендови, за дигитални решенија, бидејќи ако едно покажа кризата е дека мораме брзо да се менуваме, мораме брзо да ги имплементираме овие дигитални решенија за да бидеме компетитивни нели кога ќе заврши кризата. Тоа е еден квалитет наспроти, да речам, 3-4 години обсесијата по секоја цена да се формира јадрото на стартап системот и организациите во Македонија. Ве прашувам со рекапитулар 5 години назад. Каква перцепција имате за развојот на стартап системите кои вие ги финансирате и како проекти и како развој? Да, па најпрво би кажа дека ние до сега начинот на финансирањето е микро, мали и средни предпријатија. Јас секогаш се водам од бројките и поратоците. Имаме раст на портфолиото во ФИТР од 1500%. Нашето портфолио брои 559 компании, од кои што повеќе од 50% се компании кои што се формирани од млади луѓе, стартапи, односно новоосновани компании. Кога влегов јас во ФИТР, целта ми беше дека конечно е време да креираме една посебна стартап стратегија, бидејќи кај нас економски секогаш се гледа микро, мали, средни, големи предпријатија, додека стартапите се на посебна категорија. И токму поради тоа пред 2 месеци го формираме првиот национален стартап совет во кој што членуваат луѓе од стартап заедницата, го предводи вице-премиерот за економски прашања. И навистина за овие 2 месеци имаме не само што учествуваме во подготовка на неколку закони кои што се важни за стартап заедницата, туку и навистина креираме еден план, една стратегија. Не се работи за 10 годишен план или 2040 и така натаму, туку брз план за трансформација на македонскиот стартап екосистем, бидејќи како некој што доаѓа од приватниот сектор, можам да кажам дека ние имаме одличен стартап екосистем со мала помош од државата. Тој стартап екосистем ќе биде компетитивен и регионално и глобално. Има тука две прашања кои се од сферата на финансирањето за поспешување на развојот на ова нова филозофија на новите субјекти на пазарот. Едната е колку ова бизнес заедница нова е податлива за аплицирање, за финансирање од страна на банките, на фондовите, бидејќи ние се уште немаме развиени форми на пенетрација на поразвините форми на финансирање од инвестициски фондови, хедж фондови и така натаму. За жал, банкарскиот систем во Македонија се уште не е таму каде што треба да биде. Се работи на негова трансформација, но во меѓувреме ние како држава и како фонд мораме да им помогнеме на стартап компаниите. Тоа значи дека е конзервативен во однос на овие нови филозофии на развој? Па би можел да кажам дека конзервативен со тоа што веќе почнува да се гледа зрак светлина, дека она што не научи COVID-19 криза ти мора да се промениш. Значи никој не те прашува дали сакаш, мораш. Меѓутоа, она што е на еден начин за нас позитивно, меѓутоа поразително за самиот систем е дека банките се многу ригидни кога доаѓа за финансирање на стартапи. Бидејќи кога си стартап имаш идеја, имаш бизнис план, најчесто ги немаш и потребните финансии. Во моментов фондот е единствена
на еден начин институција, место каде што стартапите можат да побарат средства за развивање на бизнеси. Само во на повикот стартапова и 2 минатата година 84 стартапи добиле финансирање за отворање на сопствен бизнес и развивање на сопствен бизнес. Она што ние го правиме и што најинтензивно работиме е воведување на нови инструменти. Заедно со Светска банка работиме на првиот инвестициски фонд што ќе го има државата. Веќе сме во една финална фаза, направена е физибилити студија и се надам дека до крај на година ќе го имаме тој инвестициски фонд. Со тоа ќе станеме прва земја во регионот што има сопствен инвестициски фонд. Тоа би бил државен фонд? Не, или ќе биде врзан банкарски кој ќе произлегува можеби со линк со идејата Македонската банка за обнова и развој да се... Тоа е инвестициски фонд кој што ќе биде приватен инвестициски фонд, започнат од фондот за иновации, каде што државата ќе стави дел, Светска банка исто така ќе стави дел, меѓутоа ќе работиме и на фандрейзинг, односно на собирање на средства од приватни инвеститори и институционални инвеститори. Со ваков модел на работа ние ќе направиме притисок и на банкарскиот сектор да воведе нови модели на работа, да биде поатрактивен за стартапите, а во исто време ќе развиеме една инвестициска култура која што и така е потребна во нашата земја. Ако банките се конзервативни, условно кажеме, и очигледно дека се уште немаат ни развиени форми, ни развиени дирекции кои требаат овој тип на бизниси без хипотеки како што ја тоа често. Хипотеки, ниви, од татко и мајка ти станат. Има една дилема, има една форма која во Македонија е зародиш, а тоа се така наречените ангел бизнес или ангел финансиери. Тие главно сега читам Сивус, например, 5 или 8 стартап ќе аплицираат на меѓународен форум. Колку и како се развива и дали е таа форма можна да биде извор на финансирање, колку средства, дали имате представа колку средства се финансира и како се поврзува финансиерот, донорот со ефектите од финансирањето. Да, ја прво би напоменал дека освен преку средства на фондот и нели преку банки, ние финансираме и 3 акцелератори преку кои можат стартапите да програмски да аплицираат и потоа нели да пичуваат за инвестиција во самите стартапи, така да има раздвижување. Во моментов се работи на измени за законот за бизнис ангели што ќе го направи малце и поатрактивно и полесно инвестирањето во компаниите. Имаме кај нас мрежа на бизнис ангели. Направени се инвестиции, дали инвестициите се во толку кој што треба да бидат? Не, меѓутоа се работи за еден пазар кој што е млад, кој што тек се развива и токму поради тоа велам дека државата мора и обврска на државата да креира законски решенија со кои што ќе може природно да се развива македонскиот стартап екосистем, бидејќи повеќето стартапи се фокусираат и на глобален развој, на регионален развој, тие се наши амбасадори и како им се потребни инвестиции во тие сами компании. Така да освен фондот веќе работиме на други фронтови, се надевам дека во многу брзо време ќе се види таа многу потребна промена и нашата главна цел е нели да имаме стартап кој што ќе биде глобален бренд, бидејќи се работи за инвестиции во високо ризични компании. Нема сите компании да успеат, меѓутоа потребна е една компанија за да промени глобалната слика за нашата земја. И сите инвестициски фондови се на границата на така наречени ризични пласмани. Повторно ја враќам на таа идеја да се формира, условно кажам, прв државен или акционерско друштво како инвестициски фонд кој би финансирал вакви, условно кажам, ризични, но и брзо растечки компании. Се враќам малце, иако не е баш на новинарски, на инвестицијскиот фонд. Правната структура ќе базира на постојниот закон за трговски друштва или ќе се бараат нови форми на акционерство или ќе се бара една мултидисциплинарност на формирање на инвестициски фонд од странски донации и домашни инвеститори. Да, видите, она што е важно со инвестицијскиот фонд е дека државата ќе помогне во формирањето на инвестицијскиот фонд, меѓутоа тој фонд ќе биде менаџиран од друштво за менаџирање на фондот, кој што ќе биде избран на ист начин како што го прави тоа комитетот наш за бирање на проектите кои што ќе ги финансираме. Ние во моментов имаме два можни модели за регистрирање. Едниот бара промена на законот, другиот не бара промена на законот. Гледаме кој модел е најдобар и најбрз што можеме да го направиме, бидејќи мое верување е дека веќе треба да излеземе од оние
спряме стратегија 2500, 2600, 2070, па акцијски план по ова по она, не. Нас не требаат брзи решенија кои што се разбира ќе бидат подкрепени со податоци, со анализи и така натаму. Тука е Светска банка која што е наш партнер, меѓутоа потребни се брзи решенија и брза трансформација. Ние на еден начин не можеме да продолжиме со ваква економија, мораме да ја трансформираме економијата и јас силно верувам дека стартапите токму ја имаат моќта за да направат таа трансформација. Се сеќавам на првиот би рекол ангел конекција инвеститор, тоа е Моторола наспроти еден, не се сеќам како се вика, продукт кој требаше да формира и откупи едно 16 сателити од овие доминантни и на тој начин е направена мрежата за мобилните телефони. Тоа е пред 30 и кусур години. Се вас ве прашувам дали од друга страна, дали имаме јасна конекција на опипливоста на резултатите од продуктите на стартап со производните субститути, со иновациите во производството и така натаму, стоките и услуги. Апсолутно, и ние како фонд секогаш мислам дека сме една од ретките институции каде што ги следиме растот на компанијата, следиме и нашите пари како се мултиплицираат, како помагаат за развој на бизнисот. И баш минатата недела имавме состанок со една истражувачка компанија која што направи истражување, не би ги открил подетално резултатите, меѓутоа мерките на фондот се едни од најефективните. Има раст на плати, има раст на вработување, има раст на продуктивност, така да со добар мониторинг систем, она на што сум особено горд, нашиот мониторинг систем, кој што има тим внатрешен, меѓутоа и Deloitte и Grant Thornton како големи светски брендови, детален мониторинг прават, бидејќи на крајот од денот ние влегуваме во таа инвестициска култура и мораме да покажеме секој евро како се одразило во самата компанија, кој е импактот на самата инвестиција во растот на компанијата. Рековме на почетокот дека тоа се прилично ризични пласмани, но во секој случај храброста е во тоа да се процени идејата и да се финансира идејата. Што ќе се случи и што се случува на вмрежување на овие стартапови во регионална смисла, бидејќи сега многумина од овие IT компании кои имаат продукти или не се само лон, главно ги бараат финансиерите надвор кај домицилните држави, големите мултинационални компании. Дали е возможно тука да се направи вмрежување во регионот и така натаму? Тоа го правиме на два начини што се однесува, прво ќе кажам на регионален план, меѓутоа и на инвестирање на големите компании во стартапи. Ќе започнам со ова второво, значи ние сега во среда баш ја лансираме програмата за корпоративна иновативност, каде што фондот за прв пат со големи компании ќе инвестира во развој на стартапи. Имаме веќе неколку интересни проекти, во следните 3-4 месеци ќе ја видат и светлината, меѓутоа за прв пат ќе се случи големите компании, големите брендови, лидерите на македонската економија заедно со фондот да инвестираат во самите иновации. Тоа се однесува до првиот дел. Фондот веќе интензивно работи на регионален инвестициски фонд. Тоа е фонд кој што ги обединува сите фондови во регионот и веќе сме во фаза каде што се работи на финансирање на тој регионален инвестициски фонд и начинот на кој што ќе работи. Меѓутоа иницијативата е тука, ја верувам дека многу брзо ќе види тој регионален инвестициски фонд светлината на денот, а со тоа ќе му возможиме и поголеми средства за финансирање, бидејќи кога имате 5 фонда со буџетите, веќе се работи за многу поголеми финансирања, меѓутоа и регионален развој на македонските компании на стартапи и во регионот, а потоа нели глобално. Ја прашам нешто што има врска, но може да биде на моменти без врска прашање. Тоа е идејата. Дали и колку нам ни се достапни и партфондовите и сите други фондови на Европската Унија во развојот на овој тип на компании, иновативност и така натаму, до толку повеќе што мене ми е познато дека таму каде што стапнала Европската Унија, особено например во Бугарија, Романија и Естонија, се формира огромни од јадра се формира огромни паркови на стартапови и така натаму и на развојот на IT индустријата. Да. Повторно неколку аспекти има во прашање. Ние баш со Европска Унија последните пред 3 недели разговараме за стратешките цели на фондот. Тука е научно-технолошки парк, каде што ќе ги обединеме сите технолошки компании, каде што ќе може да се прават истражувања и така натаму, така да постои простор за тоа. Меѓутоа, едно мое видување од како представник, нели бидејќи јас сум 4 месеци во фондот, претходно доаѓам од водење на сопствена компанија, она што фали кај нас, освен таа инвестициска култура,
најмногу фали едукацијата и образованието. Бидејќи кај нас имаме одлични идеи, навистина имав можност да прошетам цела Македонија, да се запознам со компании, имаме одлични идеи, меѓутоа она на што треба многу повеќе да се фокусираме е развојна стратегија за продажба, развој на продукти, комерцијализација. Значи тука е потребен поголем пуш и токму поради тоа фондот ние креиравме и нова менторска програма, каде што за прв пат ќе им даваме менторска помош за одбиените компании кои што не ги добиле средствата, односно биле одбиени во фондот да го доразвијат продуктот, но и на потенцијални корисници, бидејќи да, идејата е важна, меѓутоа многу е поважно како ќе имплементираш таа идеја, односно како ќе креираш комерцијален бизнис од таа идеја. Очигледно претходното искуство од вашава фирма, пиарот и адвертајзингот ви не достига после оној серијал на снимени успешни приказни што го направивте и ни го земавте лебо за волја на вистина, бидејќи ние новинарите тоа треба да го истражуваме, а не вие уствено да кажем функционерите. Но независно од тоа, ја чувствувавте критиката, па се откажавте од пристапот и натаму да следите разговори и промоција на успешните приказни? Не, напротив. Прво, јас не се гледам себе си како директор што во оддело седи у фотелја у канцеларијата и си играва директор. Не. Она што јас сакам да го направам и што е моја цел да бидам партнер на стартап заедницата и токму беше целта на тие интервјуа. Се разбира, го слушаме гласот на новинарите, гласот на луѓето и се откажав јас лично од тој проект, бидејќи не сакам дискусијата да оди кон нешто што навистина беше невина, а тоа ајде да ги промовираме убавите приказни. И ќе се согласите со мене дека нас ни фали промоција на секаде во етерот на тие убави приказни, бидејќи навистина имаме млади кои што растураат и национално, и регионално, и глобално, и сите треба да им ракомплескаме за успехот што значи дека или јас сум се забаел со таа идеја, бидејќи одамно ја крчкам, или можеби можеме да ви помогнеме во реализација на таа идеја. Не смеам јавно зашто отиде разговорот од друга. Коста Петров, директор на Фондот за иновации и технолошки развој. Ви посакувам да успеете, да имате што поголем број на апликанти за овие следни 6 милиони евра за новите проекти во фазата на формирањето и развојот на инвестицијските и развојот на инвестицијскиот фонд за стимулирање на овој тип на развој. Инаку, јас сум приврзан на тоа да имам континуитет и да соопштам, например, дека пред 2-3 дена овде беше представникот на IT комората, која го соопшти податокот што можеме да се радуваме. Македонија таква каква што е, има IT индустрија која има вкупен приход од 880 милиони евра, близу 1 милиарда. Тоа е податок дека нема ковид, нема пандемија, да мора по секоја цена да ни го запре производството и духот. Или, како што вие велите, ова е ново време на дигитализација. Апсолутно, и бројките во IT индустријата се навистина покажуваат дека не само што има огромен раст, имаш огромен раст на вработење, на плати, значи веќе ја менуваат економијата, што значи за младите бираат да работат во IT индустријата, ќе добијат некој искуство таму па се одлучуваат да отворат собствена компанија и така натаму. И навистина е пример, особено масите работело што ја прават бидејќи се партнери на фондот, навистина тоа што го прават е, пак ќе кажам, за аплауз, бидејќи се пример како треба на сектор да се развива и ние како држава и ние како фонд ќе ги поддржуваме 100% во тоа што го работат, бидејќи ќе се согласите дека мора, не може државата да биде тука, бизнисот да биде тука, мора заеднички да креираме нови услови за нова економија. Благодарам и за овој коментар. Коста Петров, гостин во утрински брифинг.